Значи ова видео снимка што ја снимам сега, значи е малце подетално да го објасниме мојот случај и да не речат некои граѓани, симпатизери на ВМРО ДПМН дека јас се заканувам само без аргументи и без факти. Значи, јас сакам да ви испратам еден линк сега, каде на 29 ноември 2009 година јас направив едно интервју со новинарот Љубиша Арсич од Алфа телевизија, кој линк како видео тогаш беше снимен од негова страна од страна на Љубиша Арсич и дадовме на мало интервју каде што на самата снимка можете да видите дека јас ги имам приложено тогашните 1600 представки кои ги имам испратено до Судскиот совет на Република Македонија, до Државното јавно обвинителство на Република Македонија Лјупчо Шверговски и неговите колеги обвинители, до Основното јавно обвинителство, значи до Основниот суд еден Скопје и сите суди во него, значи исто така имам испратено до антикорупцијска комисија, значи до премиерот Никола Груевски, до сите министри во владата на Република Македонија и нема каде немам испратено. Дури имам испратено над 100 представки на народниот правобранител и меѓето. Значи, за министерот Маневски да не зборуваме поранешниот и сегашниот министер, значи кои Блерин Беџети, кои едноставно не сакаат да го спроведат законот за представки и предлози, но да се навратам назад малце на самата снимка, значи пред 3 години скоро, значи јас ги приложив представките како доказ и истото видео, значи го направив како снимка на CD, го испратив на сите министри во владата на Република Македонија 2009 година, до сите претеници тогашни од изминатиот мандат на собранието на Република Македонија кои доаѓа со редовите на ВМРО ДПМН и до сите, значи, институции, невладени организации и ред други овие така наречени хелшински комитети. Значи, истото видео, а претходно, значи, исто имам испратено и до напреку вестникот Време на 14 март, имам испратено, значи, платено 250 евра, дори му собратив јавно на предпоследната страна на вестникот Време, во тоа време на Рамковски, мислам дека беше, да, и испратив допис, писмо до премиерот Никола Груевски, кој исто така го игнорира, иако и CD-то од видео снимката и вестникот ги испреќав и на неговата домашна адреса и во владата на Република Македонија, значи во домашната адреса на Бихеќка, значи сакав едноставно да се најде еден споразум, значи да завладее разумот и да види дека не функционира системот во Република Македонија, дека не функционира судскиот совет, дека не функционира Основниот суд на Скопје како суд. Значи, Основното јавно обвинителство, значи, Државното јавно обвинителство не функционира, не го почитуваат законот за представки и предлози и членот 6 од истиот закон. И со тоа и го кршат моето право согласно член 24 од Уставот на Република Македонија. Бидејќи по член 91 од Уставот на Република Македонија, владата е, значи, начело со премиерот Никола Груевски е задолжена да ги извршува законите, да ги спроведува. Јас мислев дека премиерот Никола Груевски дека ќе најде на разбирање да го спроведува законот и истото прашање не ми дава одговор дали воопшто посакува да постапи по член 91 и да го спроведе законот за представки и предлози, да ги казни сите оние државни органи и службеници државни кои не сакаат да го почитуваат законот за представки и предлози, односно по членот 21 став 3 точка 3 во законот за представки и предлози да се покрене кривична прекршочна пријава до надлежен суд за казнување од 300 до 1000 евра парична казна. Значи до сите органи кои го игнорираат и кои не го почитуваат законот за представки и предлози. Премиерот Груевски остана глув на тие мои, значи, напори и да се спроведува законот. Исто така и пратениците го толерира премиерот Никола Груевски и другите министри во владата тогашна и сегашна. Значи, антикорупцијска комисија исто не сакаше да постапи по моите
представки, иако ја знаеше дека се работи за министерот Маневски и за тогашниот министер Маневски и премиерот Никола Груевски. Значи, оно што сакам сега да го кажам ја дека не е случајно што јас сега сум почнал да ги делам тие закани, затоа што сепак јас сакав да изминативе години да најдам до разбирање, но гледам дека луѓето немаат разбирање, нити претамниците, нити премиерот Никола Груевски, кои не сака да ги спроведуваат законите, а со неспроведувањето на законите граѓаните се ставаат во еден, да не кажам котел, едносно се ставаат на дното, каде што не можат своите права да си ги истераат до крај, едносно да додат до својата вистина. Значи, на самата видеоснимка, како што кажав, можете да видите колку представки сум праќал и до сите институции во Република Македонија. Едноставно, премиерот Никола Груевски е заложник и самиот, но кој да кажам дека е виновен, дали е тоа некој покрај него, едноставно човекот не е малолетен и он знае што точно што прави. Значи, тој прави се да ги заштити судиите, обвинителите, сиве овие години кои им поставувам прашања, значи преку представките на обвинители, на Шврговски, Љупчо, значи Љупчо Шврговски над 100 представки се направи. Ниједнашка не постапил по член 6. Се жале во Министерство за правда и државен управен инспекторат и тогашниот директор Димитар Георгиевски и сегашниот Ромео Дерева. Едноставно луѓето само се поставени таму да блеат. Тие не функционираат. Ева, например, ја пред 2,5 години поднесов 382 представки во вид на фотокопија, имам докази за тоа, до премиерот Никола Груевски, до канцеларијата, значи, каде што шеф е Марко Петов. Човекот ги крие представки. И сега што да правиме? Значи, не наидувам на разум. Значи, не сега ни во прошлото видео, ни сега. Значи, јас сум член на ВМРО, со број на книжка 318, значи 318 543. Значи, не сакав да ја покажам сега книжката, но сакам народот да знае дека, значи, ако вака се прави со години на членови на ВМРО ДПМН, ние цела фамилија и братучеди, и братучетки, и чичковци, сите се членови на ВМРО ДПМН. Значи, ако вака се прави на членови на ВМРО ДПМН, сакав ово да го кажам во овој контекст. Значи, што да очекува другиот народ, кој не е член на ВМРО? Значи, ева да има ваков проблем, значи, тој е едноставно препуштен на сам на себе. Дори ја сега би оправдувам луѓето што земаат бугарско државјанство. Ја не можам 10 години ми е одземен пасошот во основниот суд на Скопје, не ми се дава пасошот. На брат ми е 3,5 години веќе му се одземен. Значи, тие не држат заложници. Ем не ги спроведуваат законите, ем не ни го дават пасошот. Значи, едноставно те ставаат во едно заточеништво, во едно робство. Ние тоа нема да го трпиме како семејство. Треба сите да не утепаат, не дај Боже, за да не се стаи. Значи, ние ќе идеме до крај да се стаи нашиот случај на дневен ред на анкетна комисија. Ќе направиме сите напори, ќе ги направиме за да излезе вистината на видење, дека вака не служи. Не може вака човек да функционира. Ем не му го дават пасошот, одземен 10 години пасош. Значи, не знам на кој начин, значи, ово е видео и до сите граѓани, значи, да видат дека нема друг начин на како да се справите со овие луѓе. Значи, човечки не се разбира. Значи, со крава да имав работа, или ќе кажеш со добро, или ќе ја ќушнеш и таа ќе се тргне. Овој премиерот се заинател, ни сака да спроведува закон, го штити криминалот на судиите на обвинителите, кои им подметнуваат предмети, не го спроведува законот за представки и предлози, не ги спроведува законите, и сега што да правиме ние? Што треба сега да правиме? Да бидам робот, микроби, како некои членови и што се? Не. Чи, ја не можам да бидам робот таков, тие треба да го спроведуваат законот, за да излезе на вистината на видење. Дали ние сме правиле криминал? Како се мисли? Или премиерот и претемниците сиви овие години штителе криминал на суди и обвинители.
тоа ќе идеме до крај, значи, они нека ме подценуваат, но на крајот ќе се види кој е човекот збор. Значи, сакам да излезе вистината на виделина, да се стави нашиот случај на дневен ред на постојаната анкетна комисија. Значи, не е ова случајно, ама да каже некој граѓанин, ама овој како се заканува. Ама чекајте, бе, по весници давав пари. Му собракев на премиерот, преку представки, преку 143 представки на премиерот на испрат. Значи, преку весници, преку телевизија, преку YouTube, што е работала со премиерот? Значи, нека ми го даде пасошот, мене, нека ми го дадат пасошот, ако сметат дека они понатака треба да штитат криминална судија на обвинители. Не сакам, еве, ако има храброст премиерот, ако има храброст, нека излезе на дуел со мене кај Миленко. Ја многу обожавам Миленко кога ги фали некои луѓе, Неделковски, на Late Night шоуто него како се не знам. Значи, нека ме викне мене да му кажем јас преродба во сточекот. Значи, да кажем јас како овие 4 години тој свесно не го спроведуваше законот за представки и предлози и свесно работеше на наша штета како семејство и го знае тој неговата сопруга, бидејќи дома представки стигаат. Видео снимки од телевизија, весници, на домашна адреса, кај сите министри, кај сите пратеници. Чекајте, бе, што сега треба? Јас не сакам некој дел од граѓаните да ги навредам. Значи, сега треба да е некој малумен граѓанин за да не свати што прави премиерот. Толку од мене.